клиничкиот центар, од каде колешката Мирјана Давидовска известува за најновата здравствена состојба на хоспитализираните пациенти. Мирјана, утрово пристигна и првата добра вест дека значително е подобрена здравствената состојба на двајцата пациенти кои се лекуваат во Турција. Кои се останатите најнови информации? Да, тоа е навистина добра вест која што ја слушнавме од лекарите за оние пациенти кои што се лекуваат во странство, но последните информации одовде од клиничкиот центар за оние 52 пациенти се уште не се достапни за јавноста. Јас во изминативе 2 часа можам да кажам дека се обидов и стапив во контакт со неколку доктори, но се уште не можеме да добијаме официјална изјава. Тоа е така, велат и од кабинетот на министерот за здравство, бидејќи во овие часови се прави она визита од страна на лекарите, пошто ќе излезат со подетални информации. Успеавме да добиеме изјава од Универзитетската хируршка болница Наум Охридски, од директорот за пациентите, 12 пациенти кои што се лекуваат во оваа болница, па во продолжение да ги слушнеме овие најнови информации од болницата Наум Охридски. Значи, во моментот имаме хоспитализирани 12 пациенти од инцидентот во Кочани. Сите се во стабилна состојба, надвор од животна опасност, продолжува третманот на изгорените. Ново е тоа што имаме уште едно девојче кое што е со повреди, фактички има инхалациона повреда, има вдишано од чадот и има скршеница на клучна коска. Инаку состојбата, како што кажа, веќе е стабилна и вон животна опасност со сите 12 пациенти. Значи имаме доволно капацитет, имаме доволно персонал, така да сме подготвени да примиме доколку има потреба и дополнителен број на пациенти. Пратиме состојбата, значи секојдневно, односно да не кажем во секој саат, така да доколку се укаже потреба ќе побараме транспорт на пациентите. Да, можно и да се менува и оваа состојба за пациентите од тука, но за сега се во стабилна состојба, како што слушнавме од директорот на Универзитетската хируршка болница Наум Охридски. Имаме информации за пациентите кои што се лекуваат во странство, како што кажат и добри вести пристигнуваат и оттаму од координаторот, од докторот кој што го контактиравме, успеавме да слушнеме дека во стабилна состојба се пациентите кои што се лекуваат во странските клинички центри, па предлагам да слушнеме и оваа информација. Сега испратени се дополнителни 3 пациенти во болницата, во војна болница во Атина. Испратени се понатаму вчера 12 пациенти во војна болница во ВМА во Србија, така да во моментот скупно во Србија има 20 пациенти, 4 се во Литванија, 4 пациенти се во Словенија и 2 се испратени во Загреб. Она што е добра информација дека немаме податок за лошување на некои на пациентите кои што се испратени во странство. Имаме податок за 2 од пациентите дека се екстубирани, односно не дишат повеќе на машина. Тоа се оние кои што се во Турција. Останува состојбата да ја следиме. Денеска пристигнуваат дополнителен тим од Израел кој што ќе работи рамо до рамо со нашите колеги. Имаме примени пациенти кои што се интоксицирани на токсикологија. Беа вчера околу 10 пациенти. Во текот на ноќва немаме податок за некој од дополнителни лошувања или дополнителни примања, така да состојбата се следи одблизу. Пресек ќе направиме веројатно после првата утринска визита и веројатно дополнителни информации за пациентите ќе имаме после визитите во болниците кои што ќе ги направат. Да,
Лекарите со кои што разговарав пред малку и дознав дека дел од овие лекари кои што слушнавме дека се најавени дека треба да пристигнат од Израел и од други земји за помош и поддршка на нашите доктори овде во клиничкиот центар, веќе се пристигнати со овде на клиниките, но многу повеќе информации верувам дека ќе добиеме до следното информативно издание, инаку со грчки воен авион доцна ноќеска беа преземени тројца повредени и беа пренесени во Општата воена болница 401, каде што имаат одел за третман на повредени со изгореници во Атина, во две болници во Солун, во Општата и во воената болница на лекување се 5 лица, кои што се здобиле со потешки повреди од изгорениците. Уште 12 повредени во пожарот беа префрлени со авион на лекување во Белград, 4 од нив се во Воено-медицинската академија, 8 во Универзитетскиот клинички центар, 2 повредени се пренесени веќе на лекување во Виена и во Загреб и 3, како што кажав и премалку, во Атина. Во Грција денеска заминува министерот за здравство Таравари, така најавија од неговиот кабинет, каде што заедно со неговиот колега ќе ги посетат повредените кои што се сместени во тамошните болници. Имаме дел од начинот на кој што беа транспортирани пациентите во текот на ноќта, па предлагам да погледнеме во продолжение. Во текот на вчерашниот ден, пациентите се распределени по здравствените установи и овде во земјава, во клиничкиот центар 52 пациенти, во градската општа болница 8 септември се 17 пациенти, во Универзитетската клиника Свети Наум Охридски, како што слушнавме од лекарот, се третира 12 пациенти, клиниката за токсикологија 10 и во приватната Џибадем система се лекуваат 7 пациенти. Нешто по 11 часот пристигна најава и дека премиерот Мицковски заедно со директорот на градската општа болница 8 септември ќе ги посетат пациентите кои што се третираат таму. Само за крај да кажам дека апел имаше и од Министерството за здравство за сите оние на кои што им е потребна психолошка поддршка, дека лекарите од оваа клиника стојат на располагање. Беа објавени и контакт телефони кои што може да се најдат и на нашиот сајт, но и на официјалниот сајт на Министерството за здравство. Исто така имаше и апел од Министерството за здравство дека сите оние луѓе кои што се нашле во моментот на пожарот, кој што избувна во дискотеката во Кучани, сите оние кои што помагале, сите оние кои што биле во непосредна близина во тие часови, доколку почувствуваат никаква тегоба, веднаш да се јават кај матичните лекари да направат прегледи, бидејќи во воздухот како што пренесува се ширеле навистина штетни честички. Ова се последните информации за сите нови детали од лекарите од сите клинички центри овде во нашата држава. Ќе слушнеме во следното информативно издание. Миријана Давидовска, до 12 часот веќе очекуваме да имаме многу повеќе информации за здравствената состојба на пациентите кои што се лекуваат и во земјава, но и во странство. Јас ти благодарам за овие информации.